Преште, а вториот е аерозагадување, тоа увезување на бесцаринско увезување на тие филтри и циклони за заштита од аерозагадување и така натаму. Јас сферата на социјалната политика никако не би одбил од вкупната состојба во стопанството во Македонија. Тоа значи дека економските и социјалните проблеми се нужно поврзани, компатибилни едни со други. Така да во сферата на економијата најпрво би се осврнал на оној дел кој што е ударен во програмата на Демократската партија, а тоа се инвестициите. Инвестициите се основен услов без кој не може во Македонија стопанството да заживее, не може да дојде до нови вработувања и не може да се покаже раст на општествениот производ. Значи вкупен стопански и општествен раст без инвестиции нема. Ние како партија ќе бидеме животно заинтересирани да се поврземе со Европската Унија и да влеземе во така наречениот ФАРЕ програм. Оваа влада сегашна само го споменува тој ФАРЕ програм, никаков исчекор не направи со конкретна реализација на сегменти од тој програм. Дека Европската Унија е заинтересирана говори и фактот дека пред 2 години во Сдруженијето на приватните стопанственици, каде што сум јас член на управниот одбор, дојдоа стручни консултанти од ФАРЕ програмата на Европската Унија и тие ја понудија една сегментирана програма која се нарекува SME Support или Small and Medium Enterprises Support. Тоа е подршка на мали и средни предпријатија. Токму овој сегмент од инвестициите од стопанскиот живот во Македонија зазема значителен дел во програмата на Демократската партија. Што поконкретно значи овој програм ФАРЕ или подршката на мали и средни предпријатија? Тие ја понудија следнава варијанта за која ќе се одлучи владата, евентуалната влада на Демократската партија, зависи од проценката на стручни екипи на теренот веднаш по добивањето на власта. Иначе првичната варијанта е замислена како следново. Македонија се дели на регионални бизнис агенции, да речеме од 35 општини 7, по 5 во секоја општина. Во тие регионални бизнис агенции работат стручни тимови од различни стопански области. Тие раководат со самите регионални агенции, меѓутоа во корелација со европски раководни тимови. И сега, секој што се наоѓа во соодветната регионална бизнис агенција има можност и право. Вие ме замолите дека и следните 2 минути од прашањето за даноците да го споиме. Така. Значи, режија имаме наредни 2 минути, поверете. Споиме, бидејќи оваа целина ќе ги тангира и сферата на даноците и сферата на купната економија во Македонија. Поентата беше во следново. Секој ќе може да поднесе производна проекција или инвестиционен елаборат за мини производство или за било кој тип на дејност од областа на услугите и другите сфери на стопанството. Стручна екипа со европски стручњаци и наши стручњаци разработува програма на теренот за инфраструктурната подлога за реализација на таквите програми и врши процека на секоја поединечна инвестициона елаборација за мини производство. Потоа следи, ако се оцени дека се поволни и профитабилни таквите програми, следи добивање на кредит преку ФАРЕ програмот на Европската Унија, поточно преку овој програм за подршка на мали и средни предпријатија, но не во кеш пари, него во машини, во опрема, во технолошка поставка и во суровини за реализација на истиот. Тоа е еден начин кој што ние ќе согледаме дали е тој децидно точен и поволен за просторот на Македонија, меѓутоа начинот на кој што ќе приоѓаме сосема реален, прагматичен и ќе може да се дојде до соодветни резултати за да се поттикнат малите и средни предпријатија кои секаде во светот заземаат клучно место во стопанските текови и се значителен поттик и на крупната индустрија и на крупното стопанство. Тоа беше едниот сегмент на инвестициите. Вториот сегмент ќе одиме на полето на приватизацијата. Приватизацијата некако што ја прави оваа влада, знаеме дека оваа влада се определи за приватизација случај по случај. Ние одиме на нов тип на приватизација кој што е видоизменет од постоечкиот и таа е брза, социјално правична и масовна приватизација. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе реализираме во првите 100 дена од владењето на Демократската партија програмата, односно проекцијата за приватизациони чекови, затоа што секој што живее на територијата на Македонија полнолетен граѓанин, вклучувајќи ги и пензионерите, ќе стане собственик на приватизационен чек, кој што ќе биде на номинален износ и кој што ќе може подоста да се реализира со донесување на Законот за хартија од вредност, на берзата на хартија од вредност, за готова пара да се претвори во акција која подоста ќе носи соодветна дивиденда и така натаму. Значи, овој тип на приватизација ќе го форсира Демократската партија, затоа што сметаме дека досегашниот тип на приватизација е апсолутно не поволен ниту за вработените, ниту за државата. Проценката на вредноста ќе вршат стручни тимови, а ќе биде изразито реална и ќе биде нешто повисока, процентуално изразена од сегашната сметководствена
односно книговодствена вредност на предпријатијата, на која се иде смислено да се намали вредноста на обществените предпријатија, за да може една елита на луѓе поевтино да ги купат. На тој начин настанува прелевање на обществениот капитал во дел од обществени предпријатија во други. На тој начин се абсорбира капитал во еден сегмент на стопанството, се преточува во друг сегмент на стопанството. Во делот на економијата, уште еден сегмент остана незафатен за да се заокружи целината на инвестициите во Македонија. Тоа е сегментот на странските директни инвестиции во Македонија. Со постоечкиот закон за странски инвестиции во Македонија од 1992 година не се нудат цврсти и јасни и чисти решенија да страниот капитал навлезе во Македонија. Сите земји во транзиција во светот успеа да издействуваат стран капитал во својата земја, а Кина најголем исчекор направи во тој правец. Затоа Демократската партија со формирањето на владата веднаш ќе пристапи кон донесување на нов закон за странски директни инвестиции, истиот ќе биде пропратен со закон за концесии. Понатаму, Демократската партија преку новиот закон за даноци, новиот закон за царински тарифи и измените во царинскиот систем ќе овозможи плодно од тле и поволни услови за да страниот капитал навлезе на широка врата во Македонија, се разбира под строго дефинирани услови на државата тука. Сега моето обраќање директно до гледачите. Почитувани гледачи и почитувани гласачи на изборната единица број 105, тоа се населбите Ново Листиче и Јане Сандански. Оваа влада ви донесе и ги остави 200.000 вработени, односно невработени во статус-кво опозиција. Донесе и е директен виновник за нови 200.000 стечајни работници и работници на природен одмор. 200.000 пензионери во Македонија ги остави со заостанување на пензиите 3 месеци. Демократската партија нема да го дозволи тоа со ниеден сегмент од животот во Македонија, нема да го дозволи тоа да му се случува на обичниот човек, на обичниот граѓанин. Ќе работи исклучиво во негов интерес. Затоа ви гарантира честноста на луѓето кои што се во раководството на Демократската партија и 20.000-ното членство на Демократската партија. Луѓето во неа се навистина со чисти раце и ве повикувам да гласате за мене како кандидат на Демократската партија, реден број 15 на гласачкото ливче во изборна единица 105. Благодарам.